И покрај намалувањето на економската активност во земјата и стопираните инвестиции во инфраструктурата, како и локалните избори закажани за следниот месец, владата нема да ја ревидира проекцијата за раст на македонската економија од 2,2% до крајот на годината. Министерот за финансии Драган Тевдовски на денешниот отчет за сработеното во првите 100 дена од неговото работење истакна дека последните податоци за полнење на буџетот укажуваат дека во земјава почнува придвижување на економијата и тврди дека нема потреба од ревидирање, бидејќи, како што кажа, Министерството успева да обезбеди стабилни финансии до крајот на годинава. Истакна дека оваа година нема да биде издадена еврообврзница, а буџетот ќе се финансира од домашни задолжувања. Нашите очекувања се, бидејќи ние го следиме секојдневното и полнење на ДДВ, кое што покажува што се случува пред се со потрошувачката и тоа е на задоволително ниво. Тоа е добро. Второ е многу важно дека имаме стабилност, значи извозот кој што е многу важен инпут на економската активност е стабилен и ние очекуваме дека сите овие активности на новата влада ќе произведат економски раст, кој што значи економијата ќе започне да се движи во овој период. Во однос на задолжувањето на домашен пазар преку издавање на хартија од вредност, Тевдовски истакна дека тоа ќе продолжи во наредниот период, но со намалена динамика, бидејќи на тој начин се обезбедува поевтино финансирање на буџетот. Информираше дека досега повеќе се раздолжиле на меѓународните пазари отколку што се задолжиле на домашниот пазар. Министерството за финансии во периодот јуни, значи јуни, јули, август издаде на домашниот пазар харти од вредност во износ од 145 милиони евра, а врати значи обврски во износ од 100 милиони евра. Значи дека направено е нето задолжување од 45 милиони евра. Ова е многу пониска бројка од оние лажни шпекулации кои што беа вадени во јавноста. Но ако го зборуваме за задолжувањето, мора да се гледа и надворешниот пазар, бидејќи во истиот период Министерството за финансии врати на надворешниот пазар кредити и обврски во износ од 86 милиони евра, меѓу кои најголем беше оној на Deutsche Bank, значи кредит од 2012 година, кој беше во износ од 75 милиони евра. Исто така на надворешниот пазар повлече некаде 35 милиони евра, најмногу за тоа беа заеми од мултилатерални кредитери, главно за оние инфраструктурни проекти. И ако го гледате вака, нето, значи на надворешниот пазар, не сме се задолжиле, туку сме вратиле некаде 51 милион евра. За сработеното во првите 100 дена од неговото министерување, Тевдовски информираше дека се сработени 10 големи проекти. Направен е ребаланс на буџетот, објавен е граѓански буџет за 2017 година. Силно е подигнато нивото на фискална транспарентност. Објавени се сите обврски на буџетските корисници за прв пат во Македонија. Направена анализа за распределба на доходи. Изготвено е решение за зголемување на минималната плата на 12.000 денари и зајакната е соработката со релевантните меѓународни финансиски институции.